Добро ти вечер, Македонија, добро вечер, почитувана публико. Еве, тоа е месецот на жените, март. Знаат секојаш да изненадат, да не речам с краја да ја изневерат. Бидејќи секојаш е жената столбот на семејството и на државата, но да изненадат по временската прогноза, а тоа е температури со висок дострел и знаат најнаш да бидат толку силни ветровити и со најголеми брзини. Еве, Скопската регија ја зафати ветрови од 90 и повеќе километри на час. Затоа мораме жените да ги почитуваме и да ги сакаме што повеќе, за да не ни организираат вакви работи. Но што правиме со тие кои не изневеруваат како добри пријатели и луѓе кои навистина секојаш им помагаме, им даваме простор на соработка, минута до 12 некој ќе те изненадат. Драги мои, јас сакам да се извидам од моје лично име, од името и на телевизијата. Вечерашната емисија Гласот на народот ќе биде ултра ексклузивна. Од која причина? Што како напишав и на мојот профил на Facebook синоќа доцна останав, трагајќи и разговарав со големи број еминентни политички субјекти од светската политика, ми ветија дека ќе бидат гости. Еве, ветено сторено, еден од светските аналитичари Умберто Паскали, ќе го имаме вечерва. Тој е на Skype и очекува кога ќе му дадеме простор и можност да го представам. Значи имаме еден серијал, еден сет на авторитети големи од светската политика. Не е се почитувани во раскошните студија и во суперсоничната техника на голем број телевизии, ако немат сенс и немат инвентивност и немат њух на ексклузивитет и на она што значи професионализам. Но едно што сакам да замолам, дајте бар за военно да се обединиме. Едно нешто за Македонија кој ќе не спас од јавачите на навистина возбудата евидентна. Јавачите на апокалипсата. Зошто? Нивните сценарија се такви јасни и гласни, а тоа е дека сакат се повеќе да навнесат вокал. Затоа, дајте да заборавиме на лошите однесувања меѓу нас. Дајте тие пцости, тие омрази, тие сопки да ги ставиме длабоко во таа кал во кој ќе загина, мислам, ќе се изгубат тие кучиња на злото и на војната, кои свесно организираат Македонија да нема, македонецот да го нема, македонскиот идентитет да не постои. Се организираат по секоја цена. Да се суспендира авторитетот на политичар, на преседател, кој ќе се бори за Македонија, ќе се бори за македонскиот идентитет, кауза и така натаму. Затоа не дозволувајте, ве молам, како граѓанин, како човек, како новинар и како родител ве замолам, бидејќи сите мораме да мислиме за еднината на своите деца. Не да не дозволиме да гласовите се одлеат и заминат во неврат. Затоа да бидеме македонски настроени. Уште не започна, но еве гледате што се случуваат. Се игра лажен и безобразен начин. Шпилот е таков. Многу расипан шпил на карти. Но и со прљави чекори, со прљави потеси. Но за тоа вечерва ќе говориме. Јас, значи, на темата за и околу меѓународната политика, најсуштествена, а тоа е Русија, Украина, Америка, Европската Унија. Овие 4 аса, да речам, во политиката на светската сцена, ни ја креират и че ни ја креират судбината. Темата што ја предложивте вие, денеска консултации синоќа со мојот ваш пријател Умберто Паскали, ја спомнавме за и околу војна или мир и просперитет во Европа. Од друга страна, почитуван Умберто вели дали Русија ќе спаси Европската Унија или дали Истокот ќе го спаси Западот. Тоа е што ќе биде нашиот работен наслов. Сакам да замолам уште на разбирање, ќе ја реализирам на англиски јазик. Минута до 12 ми откажа преведувачот. Верувате, и тоа се случува. Ова е таква работа, новинарската професија навистина е 4-та по смртност. Тие инфаркти што се доживуваат, не кај секого. Тие што навистина ќе се нафатират, работа за агентури, тие немаат такви проблеми. Но еве, мојата маленкост има таков проблем, наидувам на таков отпор. Може би темата е таква жешка, може би некој не сака да ги фаќа тие костени, врели костени, не сака да се замери, бидејќи работат за секакви служби, агентури и богме, некој мора длабоко и дебело да ги плати како казнени пенали. Ние нема да плачаме пенали, ќе одиме така. Значи, сакам да замолам на разбирање. Англискиот јазик вечерва ќе ни биде говорен јазик и на радиодифузија исто така. И се извинам, но во репризните издања ќе се обидеме да го титлуваме. Тоа што сега сакам да зборам. По првиот дел на емисијата спомнавме во Гласот на народот и ги замолив политичките лидери.
ве молиме, тргнете ги заморените, уморените фаци, досадните фаци, неспособните фаци, мрзливите фаци, корумпираните фаци, фаци кои ја оштетија државата, го оштетија буџетот на државата, дали од власта или опозицијата. Тоа значи седат во пратеничките клупи, се збогатуваат, се нафатираат и забораваат. Го забораваат гласот на народот. Го забораваат носителот на нивните и преферентот на нивната функција. Социјалдемократскиот сојуз ден денеска и вечерва ги замолам да дојдат во оваа емисија, проштевете. Ги замолив да го дадат својот отчет. Ден денеска го нема, ќе се согласите со мене. Да дадат отчет на председателот на партијата. И тоа го нема. Да го слушнеме слоганот. И тоа го нема. Еве видов денеска во Дневник излезе една слика која наистина ме изненади. Мислам дека се слуша и гласот на народот. Се појави режија, ве молам, дај од Дневник дали можеме таа слика која извадивте да видиме кои се ударните носечки или да речам фаци или политички субјекти кои ќе бидат да. Видовме дека Дневник објавува господин Никола Груевски како прв човек, госпоѓата Гордана Јанкуловска, министер за внатрешни работи, заменик министрот за одбрана, господин Васил Пишев и господинот Никола Тодоров. Ја му честитам роден ден, ја бидејќи прочитам на YouTube, на Facebook, на генералниот секретар на ВМРО ДПМН, јас јавно му се извинам, навистина мислата ми одлета и еве таа е таа петорка која веќе ќе биде како предпоставени носители на изборните листи. Значи ги немаме претходните и така натаму, еве, значи промена на амбиентот. Ова е почитувани, значи модификацијата во една политичка партија која еве даде и свој отчет, даде и отчет и на председател на држава, и отчет на партијата и свој слоган. Се надам дека ќе го имаме и од Социјалдемократскиот сојуз. Затоа го отворам гласот на народот. Гласот на народот деве да слушнам. Во првиот дел, во интерес на времето, сакам само неколку од вас, бар еден да имам, за да ми даде оценка што тоа мисли. Режија, дали имам гледач на линија? Еве, јас сакам да ја замолам режијата. Можем да гледаш на линија? С оглед дека, да, реков дека ќе ви дадам можност во интерес на ексклузивитетот со господинот Умберто Паскали, да слушнам се тоа што нам ни се случува во политичкиот амбиент. Се знае, имаме гледачна линија. Добро вечер. Ало, добро вечер. Кој се јава? На телефон е Мите од Струмица. Повелете. Најпрво сакам да ви се заблагодарам, господин Томиш, што ја имам приликата, нели, да ни овозможите во име на гласот на народот да си го кажеме своето размислување. И еве конкретно би истакнал дека голем дел, нели, како гласачи, тоест неопределени гласачи, како што сум и јас, едноставно сме малку преноситени од едни исти политички играчи на политичката сцена, поточно во левицата, по-конкретно во СДСМ, каде што од 90-те години па наваму цело време едни исти играчи ротираат во еден тесен круг на пратеници и на нивно дејствување. Но денес, кога ја прочитав статијата во Дневник, малку пријатно се изненадив кога видов дека во ВМРО ДПМН, помеѓу првите 5 клучни ликови за овие избори, има доста нови ликови и конечно е избран и се појавува лик струмиченец, што сум посебно горд личност, како господин Васил Пишев, и со тоа покажуваат во ВМРО ДПМН како партија која имаат нови ликови и дека го искористуваат потенцијалот на собствената партија. За разлика од нив, СДСМ вади нови ликови, не вади нови ликови,
ниту дава отчетност кон политиките кои ги застапува. Ете конкретно за Зоран Заев како градоначалник на општина Струмица, никогаш не е дал отчетност за неговата работа. Значи тие немат таков начин на водење политика. Освен разликата со програми и давање отчетност во СДСМ, менталот досега кажува, барем според мене, како е неутрален гласач, кој овие избори би сакал да гласам, бидејќи се појавува нови ликови, сега сакам да кажем дека во СДСМ менталот и менталот во ВМРО ДПМН е многу различен. Значи во СДСМ луѓето, конкретно личноста господин Зоран Заев како лидер на СДСМ, значи преку политиката дебело заработуваат. Иако е тој бизнисмен, и знаеме сите во Струмица, сите се познаваме, значи од еден обичен продавач како доаѓа до енормно големо богатство. За разлика од другата страна, го имаме господин Пишев, исто така како бизнисмен, капиталист, нели, но сосема во обратна ситуација. Тој влегува во политиката со цел да им помогне на народот. Значи, тука има голема и ментална и суштинска разлика помеѓу нив. И затоа јас како неопределен гласач, овие избори би посакал, мислам, и би го дал со сето задоволство мојот глас за владеачката опција, бидејќи гледаме дека стварно се трудат и прават и секој ден сме сведоци како... Да. Интересно да ви кажам искрено, како рековте дека се викате? Мите од Струмица. Господите, значи, и да побарав и да посакав, значи еве, навистина од Струмица со ни се јавувате. Колку што гледав јас и истражував на интернет, колку гласови се дават во различни територијални организации и општини, Скопје, Велес, и да не ги бројам, шти правив паралела, колку е тоа во, Струмица. Знаете што, верувате ми, јас уште ви се извинувам малце за конфузноста, на ситуацијата се за и околу преведувачот. Значи, тотално сум изваден од такт и затоа се трудам малце се сконцентрирам, уште му се извинувам на господот Емил Димитриевски. Значи, зборот ми беше Струмица како град и избирачко место. Таму видов дека господинот Васил Пишев. ВМРО ДПМН немаше од 1991 година до 2010-11, не знам, 12, пардон, колку што следев, или 13, имаше околу 2-13 гласа. Господинот Пишев, колку што видов, собрал 17.000 гласа. 17.003 гласа. Тоа значи дека луѓето тука неопределените си го дадоа, си го направија своето. Сакам да речем, го направија своето, значи избра човек кој навистина ги исполни нивните очекувања. Па видите, во Струмица од секогаш луѓето за градоначалник бираат личност, не бираат партија. Тоа е факт, нели? Како мал град. И господин Пишев важи за доста почитуван човек во естафот во Струмица. Како Заев поминува там, ве молам? Како Заев поминува? Па Заев последните локални избори помина, да не речем, на сила. Тоа е тоа, со уцени, со закани, со тие што се вработени под негова капа, со страв за нивното работно место и тоа е тоа. Читав еден коментар, стигна на мојот профил. Им ги плаќа, се извинувам, им ги плаќа сметките на луѓето со комуналија, комуналијас беше блокиран, па луѓето не земаат таму плата. Значи во Струмица има многу што да се зборува, има многу нечесто се игра во Струмица и затоа нема ни отчетност дадено во Струмица. Господин Мите, се извинувам, а точно ли тоа што пишувате на профилите, знаете, социјалните мрежи се такви се, колку да се позитивни, како и негативни, претеруваме и ние застануваме нон-стоп на компјутер, дека бил Бога тежел околу 40 милиони евра. Па видите, јас не мислам дека тој тежи 40 милиона, мислам дека тежи и повеќе од 40 милиона. Повеќе од 40 милиона. Значи, бидејќи се уште на негово име, нели, тоа е формално дали на негово име тој има толку или има повеќе, ама тоа е тоа сега. Тука треба малку и органите од УЕП да си гледат работа и да го прашат еден ден, нели? Како до тоа се доаѓа. Еве, јас ги сите имаме фирми, ама сите толку не напредуваме. Тоа е типична злоупотреба на власта. Дали сметате како неутрален гласач дека треба да
се случат повеќе промени, проветрување у политичките партии. Еве, ВМРО почна да проветрува. Дали треба уште да проветрува и друго и СДСМ тоа да го направи од корен, таму па жабокречина целосно. Па многу јасно дека треба. Значи ВМРО е партија, па ќе кажем, значи јас тоа го зборувам од неутрален аспект, не дека ги почитувам, но гледам луѓето работат, менуваат, млади луѓе доаѓаат, млади кадри. И се така, значи има нон-стоп некои ротации, се менат, реформаторски настроена партија, додека од другата страна истите ликови, истите фаци од 90-та година па се до ден денес. Ако ја земеме на пример Илинка Митрева, Бранко Царенковски, тие се луѓето кои нон-стоп ротира околу СДС и затоа не случајно е наречена елитистичка партија, најтесниот круг во неа тие просперираат, се друго не иде до израз. И затоа таму бегат интелектуалците, не гледат своја перспектива дека таму може да се реализираат или во било кој смер. Да мислите, таа ретка прилика кај нас доаѓаат голтари у политиката, само да се нафатират овде ќе ме економски потентни луѓе кои имаат доста финансска потенција, како што спомнавте, и доаѓаат у политиката, го жртвуваат своето бизнис, време, состаноци и ред други работи да седнат во пратеничките клупи. Тоа е многу ретка прилика во Македонија. Па да, така е. Да. Така е. Решив што ќе молам, дајте го тој слајд да видиме со тоа проветрување во ВМРО ДПМН да видам, што Дневник да го објави. Да. Значи, почитувани политичари, следете ги чекорите, велам да вистина, не можеме ние да се мразиме колку сакаме, но треба да се почитуваме. Јас сакам ваква слика да видам и у Социјалдемократскиот сојуз. Уште еднашка благодарам, тоа сте дел од Гласот на народот, но стануваме и натаму во Гласот на народот, само да подсетам уште кратко денеска во Свети Николе. Знаете дека Дагомир Николич беше мој прв ексклузивен соговорник за и околу откривањето на гробницата на Александар Македонски. Македонија, односно Свети Николе го посетија на меѓународна експедиција. Значи тука се британци, италијани, хрвати кои дојдоа и потврдија преку таа истражувачка нивна тој начин на истражување дека сепак нешто има, се крие. Јас ќе го замолам Баже, значи вечерва Владо и Кире со вас, да ќе го искористам прилогот на телевизија Свети Николе, од телевизија Свети Николе локалната, каде што има интервју со Аристотел Тентов и да го слушнам таа изјавичка од господинот Тентов, што кажа, што е тоа денеска, што е актуелно се случи во Свети Николе. Реже, одиме со тој мал прилог и се враќаме конечно на нашата тема. Можеме да го имаме? Не, одиме со... Добро вечер. Ало. Да, добро вечер. Добро вечер. Да, добро вечер. Еден гледаш од Скопје се јавува. Ве молам, представете се. Па не ми треба да се представам. Тогаш нема да ве вклучам, ја реков. Баже, превземете го. Ја ве молам. Значи, по кој пат ќе ве замолам? Ова е демократска емисија. И сакам да се представите. Значи, никаква лоша намера немам против никого. Или еднаш ќе научиме да се однесуваме или не. Навистина е привилегија да се јавувате во оваа емисија. Значи, јас ќе замолам режијата, ве молам во интерес на времето. Дајте го тој клип од Свети Николе, да видиме што е тоа што се случува во Свети Николе околу експедицијата за гробот на Александар Македонски. Близината на Била Зора има знак кој што се гледа од небото. Како го вие тоа читате и што значи тој знак? Тоа е геоглиф на кој што јасно е напишано со древно македонско писмо дека ќе го кажам прво на древно македонски, па после ќе го преведам на ново македонски, на А во Дзе. Тоа значи на врховната Божица, небесниот водач Дзе. Може да значи две работи. Или дека тоа е гробница на Дзе, кој што е врховен бог на македонците, или дека таму е закопана големата мајка. По она што ги читаме на написите и ден денес како што е ред на гробиштата. Што значи ова за македонската историја воопшто? Сите овие артефакти? Јас мислам дека значи многу за светската историја, заради тоа што древните македонци едноставно се избришани од светската историја, а ова покажува дека не може да ги избришат и дека мора да ги земат во предвид. А се нас ни останува да во нашата историја внесеме нови елементи. Кажете ми за писмото Камен од Розета, што значи тоа? Па тоа е
да речеме прв напис кој што го дешифриравме во обид да осознаеме каков бил јазикот на древните македонци и дефинитивно сме на прав пат. Она што предизвикува реакција е тоа дека наоѓаме директни врски помеѓу древномакедонскиот и сегашниот македонски јазик современо. Мислам дека тоа е проблемот. Дали чеше на нешто друго, немаше толкави проблеми да имаме. Меѓутоа, вие и не во Била зора, сега ќе разговарам, најверојатно е Бела зора, односно македонска зора, како што имаме македонска каменица, не е тоа нешто многу непознато. Непознато е затоа што недоволно е познато дека не македонците, древните грци, односно древните данајци, како што ги нарекувале нашите прадедовци, оваа територија викале Бела. Да, Аристотел Темтов е оваа ексклузивна изјава, значи потврдува дека има нешто на Бела зора, значи македонска зора во секој случај тоа што нашите македонски пријатели истражувачи тоа го проверуваат и докажуваат дека има нешто. Не случајно НАСА тоа го сними и регистрира почитувани. Допрва ќе дојдат да се поклонат во Македонија. Сите тие што негираат, тука ќе дојдат на поклонение. Сега ќе можам Баше да ни пушти еден дел на тоа од Зета Македонија, тоа е преминот за вечерашната емисија, да видиме што е тоа што е многу интересно и веруете дека полека вистината доаѓа на свое место. Може Баше да оди. Мои македонци, тоа е вистината. Полека рекол дека ќе доаѓа вистината на своето место, колку некој да ја исфрла, да ја скрие како Пандорина кутија, таа си доаѓа. И нема шанси никој да ја оспори Македонија. Особено тие заговори, реков, кучињата на војната и злото се го прават своето, и дека нема да му успее тој начин на гласање на некој тип кој може да дојде да го модифицира името. Затоа отворете ги очите и ушите и размислувајте македонски. Дишете македонски. Се работи за Македонија, не се работи за некоја туѓа држава. Тоа беше мојот прв дел, значи точно на време почнам со Умберто Паскали. Уште еднашка благодарам за разбирањето. Ќе го реализираме на англиски колку што можам по моето, но битно е што Умберто ќе го каже. Добро вечер и good evening, Umberto. Welcome in Voice of the People. It's very pleasure for me to join us tonight in our show on TV Sonce, and also in my project, Voice of the People. The reason which I invite you to join us is especially actual situation in the East. When I say East, I mean in Russia, Ukraine, about the crime, the part who make very big misunderstanding and put the temperature very high between West and East, especially from USA, European Union and Russia. First of all, when my viewers prepare for this topic today was war or peace and prosperity for Europe. By the way, we can discuss today, and we said that maybe it's to moderate the title and to say, is the Russia going to save the West? First of all, how are you, and how a very long time you have not joined my program? I'm doing okay. I'm following the situation.
and that is obviously very interesting. And obviously it's not reflected in the media. Most of what people see in the media, I mean the US, but in Europe, are sometimes the exact opposite of reality. And we were talking about the Ukrainian crisis in Crimea and Russia. The situation is officially is the West, that means the US and the Anglo-Saxon world plus the European Union against Russia on Ukraine. In fact, the situation is quite different. It's a war of a small group of people, what is a small group of financial institutions, mostly based in Wall Street, Manhattan in New York City, and in the city of London. I mean, downtown of London, just 1 square mile, where all the financial institutions are concentrated. These people are at war with the rest of the world. And unfortunately, this is the reality. They are not doing the interest of the US, the Britain, Europe. They are doing their own interest. They are in a rampage of looting. And what we see now, the US diplomacy, and to a large extent the European Union diplomacy, are part of this plan. It's not in favor, in behalf of the American people, it's not in behalf of the European people. In fact, Ukraine became the casus belli, the point in which a confrontation exploded, because the idea of the people organized in cold blood situation is to create a confrontation between the European countries and Russia. Now, this is not easy. It's not anymore the 1990s. It's not the period which there was the Kosovo. It's not the period in which there could be an attack. Excuse me 1 second. Okay. Brigitte, I apologize. It's not the moment of the war, the beginning of the war in Afghanistan, the war in Iraq. Now you have the West that is basically economically, look at Western Europe, it's on the verge of a collapse. Besides Germany for a while, the rest of the countries, not only Greece, but Spain, France itself, England, beside the financial institution, it's a disaster. And so what's the natural solution for this situation? It's an economic plan. If you look at Ukraine, the income, the per capita income of Ukraine 20 years ago was much bigger. Now it's about half of the Russian income. It's the consequence of these people living in the internet and living in all these other institutions that are basically looting the country. And so what happened in Ukraine was a coup d'etat. I mean, it's very simple, very clear. A group of people began to demonstrate in Maidan Square, like they did in 2004, and there are very clear reports that these people are paid about 50 euros per day. That is a lot in the situation. And a group of people, succeed in imposing their will, attacking police,
using snipers. This thing came out clearly with the revelation on the phone calls of Betty Ashton with the foreign minister of Estonia. There were these snipers killing people on both sides to provoke clashes. There was a deal signed on March 21st, there would have been an agreement in Ukraine between Russia, Russia, Germany, France. Immediately after, the demonstrator, is basically with the flag symbols of neo-fascism and neo-Nazism, assaulted the government policies and they took over. Now, this would be a coup d'etat according to any book of history and manual of government. But in fact, the US and Europe immediately recognized the new government. The new government was not elected by anybody. Now, the Russian population, that is a large part, but also non-Russian population, this is an exaggeration, the Russian population and the non-Russian population. Any sane person in Ukraine was scared of this, the coming back of the Bandera people, of people who worked with the Nazis during the war, and the natural reaction was to ask Russia for protection. People make fun of that, but it's absolutely true. If you go to Crimea, but if you go also to eastern Ukraine, you see exactly that people are looking for some stability against the criminality, the intimidation that they saw in Kiev, in the Maidan Square, people that were declared heroes. Still, nobody wants to investigate who the sniper were. These people who killed, shooting from the roof of a building in Maidan Square, they killed the people among the police and among the demonstrators. There are evidence. Lady Ashton got all the evidence. They couldn't start a serious investigation. Victoria Nuland said that she had a candidate in a famous phone call in which she said, the hell with Europe, that she had a candidate for Prime Minister, and this gentleman is now the Prime Minister of Ukraine, so-called. Now, this was supposed to be just the beginning, but instead there was a move they didn't expect from Russia, and Russia gave gave protection to the people in eastern Ukraine. And after that, all the talks about sanctions, about the end of the war and so on, I believe the reaction from the big banks stopped on March 4th, when there was a statement by an advisor of Putin, Sergei Glazov, economic advisor, who said, well, if they put sanction, institutional sanction on Russia as country, then we have so many friends in the east and in the south of the world, we will get out from the dollar system. And this really scared them, and this was when they begin to behave. Because until now, they didn't, if you notice, they didn't do anything of what they threatened. They just sent some provocateur to Crimea, but they didn't do anything of what they threatened. Umberto, I hope that our engineer Baje will be help something about the soul, this to be looked better. By the way, I want to prefer something, if you agree with me, between the American President Barack Obama and Russia President Vladimir Putin was very beautiful. The Crown Witness is one clip which I will present now, if you agree with me, and the viewer will be very happy to show again, because the mediator between them was Medvedev.
how he was in the lovely situation, if I say, and how he respects, I mean Barack Obama, Vladimir Putin. Баже, дали може да го добиеме тоа парче клипот со Владимир, со Барак Обама и со господинот Медведев? Што му порачува господинот Обама на Медведев да му соопшти на Владимир Путин во време на неговите избори? Да бидам искрен, бев ја тогаш во Америка. Можеме да одиме со тој клип. My wife's like this too. Yeah, after my wife and I are more flexible. Yeah, and I transmit this message to Vladimir and Stanford. Видовте, Mr. Pascali, you know about which clip we discussed today between Medvedev and Barack Obama, which is the message. It will be very flexibility, you know. She's saying that, but the camera is camera. They fight. They catch the conversation. He say send message for the Putin to support me in this election. You agree with me? And this is diplomacy. This is politics. You agree with me? I mean that is very smart. But now he saw them very angry, very nervous, etc. What is your comment about that, please? Well. Obviously, Obama is a very weak president, and the real power is not him in the United States. The real power, as I tell you, is in Wall Street and their own organization. They have the long tentacles. And obviously, you know, the politicians, you know, the Secretary of State, the President, Victoria Nuland, you know, the U.S. diplomacy, are applying a double standard. They are saying one thing and doing another. After all, the first President Bush promised to Gorbachev, you remember Gorbachev? Yeah. He promised Gorbachev to say, okay, if we liberalize Russia, I promise you, if there is no Warsaw Pact, the NATO will stop working as, you know, will be frozen, will stop. And obviously, as soon as Russia was liberalized in a financial way, you know, with a lot of people starving and misery and so on, as soon as that happened, NATO was reinforced and we start fighting, not clearly against whom, but was in fact, the reality was an instrument of the looting of these big banks. The problem now is that this policy of saying one thing and doing another, look at Iraq, look at Libya, look at the so-called you know, Arab Springs, in which that were well-organized coup d'etat in many Arab countries that didn't even work because it didn't work in Egypt, for example. They had to do the opposite shortly afterward. All these things doesn't have any more bite, doesn't have any more strength. They are not able to do what they were doing before. For one, you know, talk Europe, you know, are fed down, not the bureaucracy in Brussels, European Union bureaucracy, but the normal countries in Italy, in France, in Spain, everywhere. They cannot stand anymore to stay in an organization that is just there to loot their money, to cut every investment, to destroy real economy, and to suck their blood. So people are looking literally now, and I think this will be more clear. This Western, so-called Western structure, safety inside. It's like a big egg that has nothing inside. It can collapse at any moment, you know, with any, but not because someone will attack. From the inside, it's been corrupted from inside. Now, if you see on the other side,
from the standpoint of real economy, things that people can build, can eat, infrastructure, bridges, roads, schools, modern agro-industrial sector, that makes people prosperous and thus peaceful. This is, now, strangely enough, it's now a characteristic not of the West, but of the East. And I would like people that are brainwashed by the newspaper and the media on, the dictatorship of the East, to look at the real dictatorship. China, despite everything, is still based on real economy. They are eating things. It's not perfect or anything. With the Russia of Putin, okay, there is raw material, okay, there is the oil and so on. But there's no economy based on financial tricks, on hedge funds, on derivatives. It's on attempt to create an economy that works. So people are looking in that direction. The Crimean people want to go with Russia, 1997, I don't know, not just because they want to defend themselves as Russian and so on. They are not. The people who voted, they were not all Russian. They were Ukrainian, they were Tatar, they were every kind of people. But they see that their economy is still working. The first thing the new prime minister, the friend of Victoria Nuland did, was to announce that now there will be real austerity. Imagine Ukraine, that was a devastated country, a real austerity because we have to accept the condition of the International Monetary Fund if you want to be democratic and pro-European. The Europeans, in fact, don't even, Germany in particular, doesn't need Ukraine. This was the ironical thing, it's atrocious, but the ironical thing is that the US diplomacy has been always pushing Germany to support Ukraine in the European Union. They cannot keep up with the Greece. They reduced Greece to a disaster, a human disaster, a human tragedy, because they cannot feed the people, they cannot restart that economy. And now they want to get 50 million Ukrainians financed by whom? There would be rebellions. That's not the way you solve the problem of Ukraine. But, so now we have this situation in which there are a lot of ultimatums, dictats, if Russia doesn't do that, then I don't know what happens. Yes, can I interrupt you? Can I interrupt you? The situation worldwide. Umberto, can I interrupt you something, please? Actually, I want to ask you, also, by the way, you say that it is Russia going to save the West. Yeah. You mean why Russia? Why do I say that? Yeah. Okay. Well, because, first of all, it wouldn't be the first time. It was Russia really who stopped Nazism. It was not the Anglo-American who came afterward when Russia gave away a large part of their population to defend themselves. But it's because what is called the West now is a series of population enslaved, made slave by these big financial institutions. And they are not able, from my country, I live in the US, but my regional country is Italy. My country is not able to go to a vote. They are not able to have an elections that would be the normal democratic thing. They cannot do it. There are impositions that you have to get this government money and this other government rents because the big life is happening. And the normal people are committing suicide in Italy for financial reasons, suicide. So the situation gets worse and worse. The unemployment, especially for young people, it's unbelievable. People are desperate. They could do anything. Why? Because this bank wants to suck their blood. I'm sorry to use this crude expression, but that's the only logic there.
Is this for the benefit of the United States? No, because here the war is not really, in paradise. There is misery everywhere. Cities like Detroit had to declare bankruptcy. It's like, a major city in Macedonia say, okay, we are bankrupt. It's not even a thing. It's what is said. One of the other cities are forced bankrupt, not support Okay. our citizens. Sorry, I have to interrupt you. So, Umberto. Umberto, please. Please, I want to interrupt you. Sorry because I interrupt you. I want to apologize again about our viewers. First of all, because we have a translator, we can translate in Macedonian, but I promise that I can do it in the when you can reply. But can you turn the page of the Macedonian way in the direction where is the west and the east? What I want to say. First of all, we can add something about G8. It is one very strong power group who decided, who manage with the world, completely go political map in the world. They make consequence, they pay penalty. Russia now, they is out, they not belong of the power group G8. What mean? What kind of game, if I can say? Because don't forget, who is the Russia? With his position in Russia in global policy, when I say global policy, Russia are in the group of the BRICS, in the group with in the Middle East, etc. They cooperate with many countries which West no cooperate. When I say cooperation, Russia have with Iran, with many Muslim countries who also can support the Russia. I want to say, can West to play this dangerous game in this momentum? This is my question according to this very sensitive situation, who are very logical to address question. It is possible to happen the Third World War, because maybe it's very defeatistic, how to say, if I can say this word, but it's very dangerous situation. The temperature, political temperature, is so still very high level. Can we have some balance, mediator, like you say Gorbachev, which really, if you agree with me, Gorbachev have to pay so many penalty about this situation, and maybe he make some apologize in this way. And by the way, we have here also a statement from Mr. Helmut Kohl, what he say about European Union, etc. But first of all, tell me something about apologize of the Gorbachev when he saw how is situation now between West and the East about Ukraine, will be etc. Will be the next, who is the manager, who is the big guy now? What do we have? Pax America, Pax Europe, or Pax Russia? Tell me about that, please, in this very crucial momentum. You asked me at least 5 questions. Okay. Okay, make one more. Sublimat. Of course, it's question about it's a war, not cold, but a war, but there will be real war. And unfortunately, the answer is here is West, or will have been, and now the situation. It is much worse than the Cuban Missile Crisis. You remember when the US and Russia faced each other in Cuba with nuclear weapons ready to shoot? I believe the situation now is not only comparable, but probably most. And I don't think Russia wants to use nuclear weapons. But, Umberto, please, sorry. I have to interrupt you here. I will say one very short break to music, to put one music, and we can do it something with our crew here to manage something, because really I can decide to following to make interview this kind of very good atmosphere between internet, etc. Have patience, please. For 2-3 minutes we come back in studio. Режија, ве молам, дајте една музичка numera и се враќаме у студиото. Значи, интернетот е многу слаб. Почитувани, сакам да се обидам уште нешка, да воспоставиме добри линкови со Вашингтон. Режија, одиме со музика.
почитувани, секако се надам дека ќе воспоставам уште малце линк со Умберто. Сакам навистина по некој кој пат ќе да најдам на разбирање, давам се од себе да нешто направам, а правам ексклузивитети, што ги немаме во етерот на македонскиот етер во медиумите. Умберто Паскали е еден од најугледните авторитети во како аналитичар и познавач на случувањата на светската политика и во Балканот, односно Исток-Запад. Еве тука ќе се сконцентрирам за и околу Македонија, македонскиот пат и однесување спрема Исток-Запад, вклучувајќи ја и Русија, Кина, односно делот на БРИКС. Се губи интернетот, да бидам искрен, од неговата страна, кај нас е добар интернетот, но тоа е доколку го имам, господинот Умберто, ќе се обидам да имам имајте трпение. Еве ќе воспоставам, бидејќи наистина е линк, почитувани, ова е жива емисија, значи немаме ќе се обидеме уште еднаш, еве ние ќе обараме. Како и да е, ќе ги отворам телефоните. Ги отворам телефоните во овој момент. Ако го добиеме господинот Умберто, ќе воспоставиме линки со господинот Умберто. Значи имаме два моментума тука вечерва почитувани. Моментот на проветрување на политичките партии во Македонија со нови ликови, нови физиономи, нови преференции кои ќе дојдат на изборната трка, кои ќе треба да го освојат гласачката машина, да ги придобијат пред се, ќе речам, неопределените, таа е 40% почитувани, тоа е голема бројка. Голема бројка. Но еве и во делот на се тоа што нам ни се случува и ни се не очекува на политичката сцена меѓу ова двата колоса кои се караат. Го видовме како се однесува Путин визави одбрана на неговиот интегритет, суверенитет и се тона. Умберто Паскали очекувам да се јави, со оглед дека тоа се таквите линкови можности, навистина е малце рисканно, но ако не ни упали кецот или среќата не послужи повеќе, ќе го имаме. Јас го замолив да даде една оценка за Македонија и македонската политика во делот во односот на Исток-Запад, имајќи факт дека премиерот Груевски остварил стредба што немаше таква пракса во изминатиот политички простор. Му свртивме грбот на Истокот, само се движевме со Запад, тоа што не сум ништо против Запад, тие се наши големи партнери, да бидам искрен. Америка е една држава која максимално не поддржува, преку многу милиарди средства се инвестирани во Македонија и Европска унија, но некои се некои принципи кои навистина се неприродни, непринципиелни, некоректни, а во делот на нашето зачленување, велат, нели, ако те сакат, со се срце ќе те сакат. Ако те почитуват, навистина со се срце ќе ме почитуват, не дојдем у контрадикторност. Или е да или не. Или што вика да се биде или не, да не се биде. Нас ни е целта да бидеме добри со Исток и со Запад. Тоа значи дека затоа ги отварам телефоните, почитува неве и Умберто прави напори да се вклучи, а тоа ќе биде и прашањето мое што мисли он за и околу фактичката ситуација. Дали одиме по добар пат, по добар курс, дали газиме добро на политичката сцена, со оглед дека тука веќе се појавуваат некои ситуации дека сакаат сите да се тргаат. Еве каталонците, баскиците, дури видов Прешевска долина, кај што им се даде независност, ја викам преку Леби Погача. Дај му прст, па и рака ќе ти земе, човече. И во друга ситуација имаме, знаете како е, имаме, затоа рече ве молам, ако имаме гледачи, вклучете ги гледачите и можат и да му упатат порака доколку добиеме Умберто Паскали. Но како и да е, Умберто Паскали почитуване испратили во пишена форма дел од интервјуто, што јас ќе го презентирам преку нашите медиумски куќи, односно преку информативните агенции, за и околу делот на Македонија и низините чекори во делот на евроатлантски интеграции и однесување со Русија. Значи, телефоните се отворени за вас, повелете, говорете. Доколку го имам Умберто, ќе продолжиме и со Умберто сите заедно. Тоа што сакав да спомнам, а многу интересно и важно, дали треба да играме руски рулет. Зошто велам руски рулет? Сега, навистина, се одлучува за судбината на Македонија. Ова ви го кажувам, верувајте, од се срце. Значи, диаспората не сме никој да омаловажи. Диаспората не сме никој да ја манипулира. Особено имат ли храброст
Дали имам гледачна линија, режија, ве молам. Значи, режија. И натаму се отворим телефоните и сакам да вклучам. Да се подсетиме, кој бил против диаспората? Кој не даде право диаспората да гласа? Кој избореше дека чумуни е диаспората, дали они плачаат даноци? А да подсетиме, 1.500.000 милиони евра плачаат годишни како дознаки пристигнуваат. Сега се слушаат информации, се создава раздор во диаспората. Значи, велат, двајца се карат, третиот користи. Дали ќе дозволите, почитувани мои македонци, не по биохемија, по душа, ако ја сакате оваа земја, кои сите сака да ја грабат. Видовте, по Божја промисла дојда истражувачи и потврдија дека се крие вистината во Македонија. Излезете, ве молам, од вашите чаури. Излезете од тоа бедата што ја имате во душата. Тоа се однесува на кучињата на злото. Дајте заборавите на тие погани и проклети предавнички пари. Навистина сум радикален вечера, можеби, но тоа се навистина нечесни пари, за кои ги одработуваат ваквите однесувања. Кога тогаш ќе ве снајде правдата? Ќе ве снајде и ќе ве казни. Знаете зошто? Ќе ве казни бидејќи посегате на нешто што не може да се купи со пари. Посегнувате на идентитетот, на името. Лесно е да се избере човек кој навистина, верувајте ми, ќе го модифицира името преку ноќ. Бидејќи не му дишат. Тој треба. Умберто, еве го имам Умберто. Umberto, I spoke with my viewers before also I opened the telephone. Maybe they will address also question to you. By the way, my question to you is, Regia, прифатете го Умберто Паскали во кадар. Значи, I want to ask you about Macedonia and Macedonian politics, how they manage politics between East and West. When I say East, because Prime Minister of Macedonia have a meeting with the China president 2 to 3 times, with the Russia president, etc. They opened the gate, and the window for the East. We have we can have chance to use very cheaper gas, what is very pragmatic for the strange investment for the West come in Macedonia, and they spend so much money here. They opened the job for war, unemployments, etc. By the way, the south, the pipeline, still very soon will come in Macedonia. How you estimate this situation, please, and the step of Nikola Gruevski in this momentum? What can do make it? The strategy of Prime Minister Gruevski, yes, has been example in the sense that has been an example by others. He saw that Macedonia was put in a situation of weakness, like a rejected the big leader of the big powers, and still in fact he tried to link economic in Macedonia every possible power, every possible country that could exchange with mutual benefit the economic world. If the President Mattei, the founder of FENI in Italy, did during the Cold War, he was saying with everyone, including Russia, this was the beginning of the economic miracle of Italy, called miracle in Italy. So Gruevski try to go everywhere with the possibility to invest for China, Russia, India, all these countries, but also in the West, and everywhere it's possible. The president, by the way, the president, Professor Ivanov, the Macedonian, should be proud to have his president, is doing something at the level ultra level of civilization, and is very good representative of the land. See you soon possible. In next time, in very short time, I will call you again. I'm sure we can have better and good connection. Bye.
Тоа беше Умберто Паскали. Почитувани, верувајте ме, видите, тоа се можностите. Верам, тие што добро англискиот го разбираат, разбрале и ги разбра пораките. Значи имаме добри 20 минути, ги отварам телефоните за вас. Значи, темата стои отворена за промена, проветрување во амбиентот на политичките партии. Видовте и Бела Зора, значи истражувачите, и Умберто Паскали, значи еминентен авторитет, аналитичар. Секој имаме ние наши, да речам, пријатели, има некои кои нас не обожаваат или има такви чувства да критикуваат. Има некои кои нарекуваат дека ќе се случат Виетнам и така натаму. Јас почитам секакви колумни, но треба да бидеме објективни со ситуациите. Дали ние треба еднашка да се свртеме кон вистината, кон практичноста и така натаму. Затоа, ве молам, отворени се телефоните. Знам дека со вас секојаш говорам на еден најчовечки, цивилизиран и народен јазик. Нека превладува рациото, разумот во вас. Дајте да донесеме заедничко решение за доброто и иднината на Македонија. Видовте какви се оценките на меѓународните медиумски простори. Економист. Значи, не може економист да биде вестник кој по порачка ќе прави текстови. Ова кажува новинарска забелешка. Апропо големите веднаш неверни томи и така натаму. Или не може некој да си го девалвира тоа што со години го прави, да се разбереме. Ни за мене како Слободан Томич, ниту за Стојан, ниту за Јанко, Бранко, Станко и така натаму. Не може, значи тој си ја гледа вистината како што е, со нивни окулари, со нивни објективи. Ти доаѓаат, инвестираат, бе, браќа мои. Доаѓаат, инвестираат, имаме решение. Ајде, отварам телефон, имаме 20 минути. Добро вечер. Кој се јавува? Добро вечер. Ало? Да, погласно, добро вечер. Добро вечер. Да, кој се јавува? Славјанка се јавува. Славјанка, повелете. Да. Господине Томи, дали некој уопште размислува со здрав мозок за господинот Груевски? Добро. И замолувам наши браќа македонци, наши браќа албанци, турци, срби, роми и сите други. Добро. Сите сме од крв и мес. Добро. Дали не гледаат позитивни работи, што прави човекот, дека цела енергија, цела душа е вперува во државава, во сите нас. Што сакаат тие 40 неопределени? Само се бара од државата, а на државата не ли треба да се помогне? Треба да се помогне. Па здрави млади деца седат дома, да се фатат за работа, чекат од бабите, од дедовците. Еве се отварат работни места. Се отварат работни места. Така. Фабрики се отварат. И да нема фабрики, има работа. За секој има работа, за здрав, прав човек. Кога наши инвалиди со инвалидитет, со болести, со све, сака да дојдат на работа, значи желба имат, а не здрав, прав човек да лежи, да се излежава и да чека од некој друг пари. Срамотова младина наша, или без разлика во кои години се наоѓаат луѓево. Жалосно за ова наша земја. Луѓево, човеков, значи, се срце, сака секому да помогне и за себе, и за држава, и за сите. Значи, сите ги сакам на ова земјина кула, исклучиво за наша Македонија. Малку ли сме пропатили? Малку сме од сите страни нападнати. Благодарам, господин Славјанка. Дайте луѓа и македонци, и албанци, сите да живееме. Гледайте во позитивното човеко што го прави. Не ги гледате тие што на нечестен начин се збогатуваат. Кај си ги носат тие пари? Ќе немаат време тие да ги искористат ни внуци, ни правнуци, некој не знам кој колено ќе ги користи, зошто овој народ да трпи, зошто да гладува. Помогнете му да се помогне на овој човек. Да, се повторувате. Сакам да ве замолам. Значи, заедно сум јас со вас. Значи, јас сум против секој што направил грабеж, криминал во држава. Верувајте ми. Јас сакам да владее законот за сите. Секој кој што посегнал по народниот имот мора да плати. Мора да плати дебело. Кој да е? Дали може човек што продава млеко, јас го почитам секој, од ништо да добие 40-50 милиони евра. Ја не знам какво млеко, златно ли млеко беше. Или човек, да речем, кој немаше воопшто ни панталони да носи, косно денеска да има
со 2-30% од македонскиот капитал, или човек кој возел 128 денеска да има Fiat 128, морам така да зборам. Фактите говорат да поседува енормна финансиска потенција. Дали можеме и натаму да толерираме такви луѓе, бе? Такви бандити со еден збор, простете, вокабуларот е тоа е. Добро вечер, кој се јавува? Добро вечер, Тале, овде като ми. Повелете го сам, Тале. Па вака, значи, би коментирал малку накратко за темава која, значи, тие војна или мир и просперитет во Европа. Да, тоа е. Еве, значи, ако ова, значи, го поврзиме со случувања во Украина, јас како македонец, како православен македонец, сум загрижен вака вистински и посакувам двата православни народи, украинскиот и рускиот, да бидат во мир, во братолюбие и боголюбие. Ми пречи што таму некои си во опозиција од Украина кои, значи, се поданици таму на таа, нели, масонска Европска унија, наметна едни лоши немири со тепање, мавање по полицијата која беше доста мирна, нели имаше доста снимки и жалам што тие фактички наметна пуч во државата и што се смени легитимна власт и што, нели, сега па како реакција, нели, на тоа, значи, се случува сега ова во Украина, нели? На Крим. Русија, да, одзема територија во која се мнозинство русите. Крим, на Крим. Да. Сега, значи, велам јас искрено вака, многу ми се допадна, се радував на гестот на монаси и свештеници во Украина, значи, кои на площадот излегоја и застанаа меѓу двете, така да речем, страни, нели, легитимна власт и полиција, која, нели, брани државен поредок и легитимна власт, и оние, нели, за жал, во нив имаше сигурно некои што право револтирани луѓе, но имаше и некои кои, нели, беа фашизоидно настроени. И многу беше убаво да се види кога монасите застанаа меѓу двете тие, значи, страни со молитви, со смирение на тој студ таму при такви ризични услови. Беа, значи, со молитва, но за жал тие кои, нели, е фашистички настроени таму, од тие кои, нели, агресивно напаѓаат по полицијата, немаат слух за таквата молитва и за таквото однесување на монасите. Се нешто би кажал, значи, велам, посакувам во иднина да биде мир меѓу двете земји, православни земји. Сум слушнал скоро дека јас не знаев дека делот украинци примиле католицизам. Да. Тале, да можам да прашам нешто. Се извинувам. Околу проветрувањето на политичките партии, ВМРО уште проветрува. Значи, трга физономи што беа до сега во на линии, да речам, во насвојување гласови, значи има нови фаци, нова свежина. И тоа што... Додуше, јас сум за промени во секоја партија, поготово, да речеме, оние кои не биле доволно заангажирани, а биле на функција избрани или па, значи, не покажали некои видни резултати, тогаш добро е да се направи нека промена со кадар, вистински член на ВМРО ДПМН, значи докажан член со стаж партиски во партијата, значи кој нема утре да прави злоупотреби, пак да речеме ако бил порано, не знам, бил член во СДС или па бил во нека друга партија, дојде на функција од ВМРО ДПМН на власт и после во своето родно место, во својот град, сите своји другари и другарки од СДС што биле, вработувајќи она членство вистинско кој со години се бори за македонска кауза и за Македонија и за партијата, да биде настрана запоставено. Мислам дека таа грешка мора да се исправи, поготово вака, мислам, пред избори со цел тие револтирани достојни македонци да се смират, да сватат дека ВМРО ДПМН е вистинска партија за Македонија и за сите македонци жители. Добро... Тоа е интересно што сакам само да ретко добиваме политичари
кои се во бизнисот познати, создаваат пари, значи создаваат за себе пари, значи не се на државна чесма да пијат вода, се нафатират, да се збогатат, да се окрлушат, да речем, че дојдат со астенија корпори, да речем, неухранети и стануваат после мачуми, стануваат корпулентни, нели? Као да биле на некој теретанда, така морам тоа да кажам. Во сите политички партии. Но тука имаме случаи каде што економски јаки потенни доаѓаат до политиката, си го жртвуваат, значи и бизнисот и ред други работи и доаѓаат да помогнат у политиката. Дали тоа веќе се доаѓаат вромени и во менталните чипови кај луѓето? Па да, сепак да речемо некој кој е способен како бизнисмен, одлична, добар гест е негов, ако има, значи, знаење, волја, способности, некои врски, да и помогне на Македонија, па да се вклучи и во политиката. Значи, докажем бизнисмен кој, така да речем, на легален начин тој својот капитал го стекнал. Но нешто друго би сакал да кажам, дека ме радува што од ден на ден во Македонија, во наша Македонија се повеќе инвестиции се случуваат, како од домашни, така и од странски и светски реномирани компании. Нели, денеска видов информација дека веќе во наша Македонија се прават автобуси, веќе таа белгиска фирма отвора нова линија производствена и некаде планира годишно да се прават по 400 автобуси во Македонија. Моментално имаат над 430 работници вработено и таа бројка сигурно ќе расте во иднина. Еве гледаме дека други странски компании од Турција, мислам дека беше како информација дека сака да прави овие на ветер, така да речем, електрани таму некаде ке Богданци долу. Веќе таа која се прави веќе скоро готова. Значи имаме еколошки, така да речем, чиста електрична енергија. Ме радува, значи, и сепак би кажал дека еден апел до нашиот народ. Ако сакаме да не биде подобро, да има зголемен број на вработувања, да се вработуваат наши блиски, роднини, пријатели, синови, да речеме на некој, черки на некој, или па тие лично, мораме да си го мениме менталниот чип, така да речем, склоп. Како? Не може да бараме вработување од наша Македонија, ако ќе појдеме да пазариме, трошиме 90% странска роба. И да се отвори нека нова наша фабрика, со некој млад способен кадар, да отвори нека фабрика за чоколада, за супи македонски, за што иде, ако ние во Македонија немаме чувство на тој млад човек кој почнал да создава македонски производ, ако немаме чувство него да му помогнеме да има потрошувачка на тие негови артикли, тој да плаќа придонеси за тие негови вработени, тогаш само лицемери и само бараме некој друг дека да се видиме, а не дека ние креираме лоша политика и лошо живење во Македонија. Добро, Томи Чајде, поздрави се и вечна Македонија. Да, ќе ти се заблогарам тука, со оглед да му дадеме просто што некој гледа да се јави. Ако може еден само да дадеме за крајот. Кире, може, ако имаме, добро. Почитувани, значи, со оглед дека оваа емисија, веруете, ќе оцените сами, дека е доста ексклузивна, почнувајќи од самиот почеток, презентирајќи и доста добри интересни клипови содржини, вклучувајќи го и гласот на народот, како што е господин Талија Јордановски, господја Славијанка и претходните, кој се уа и господинот Мите од Струмица, кој даде оценка за и околу проветрувањето на политичките партии, веќе ја оквалификува фактичката ситуација во државата. Тоа дека народот е тој што квалификува, дефинира, етаблира, казнува, наградува, значи не може никој да се поигрува со народот. Тоа што ве замолив да размислите, а се многу важно за македонската иднина. Бидејќи иднината е во ваши раце. Ова не го велам како парола, како некоја фраза, од причина, дека, ајде, као денеска што разговарам, верувајте ми, имам уште 3-4 минути убави, са меѓу тебе да дадам еден мој коментар, што ќе ми биде доста интересен. Не е моја работа, слобода не е, нека си мислат те за кои взимаат плата, мола? Па да, зашто ја се секирам за ова што ќе се случи државата.
И како Ној во песок. Да види нешто, да сеир да води, да говара, да дрпне нешто, да поработи на црно и че кука, немам работа и така натаму. Рекол дека дома не може да се врати човек ако иде на работа, значи по 2-3 коли секој семејство има. Друго што реков, ве молам за извршителите, ви ветив. Јас ќе отворам емисија. Значи се сочувствам со сите вас, јас сум пателец. Не може да се случат и натаму такви однесувања на извршителите, на нотарите, на адвокатските канцелари врз основа на обичниот смртник. Тоа значи, има и случај во Гласот на народот стигна на представка, значи тежок психолошки случај, значи оболена со здравјето максимално. Семејство, носител на важните функции семејството, со стари родители, изнемошни кои ги хранат домашните. Значи платиле редовни сметки, им се пишува казна, мислам, дополнително платено све значи со договор, сите со нарати, значи за 1300 и неколку денара, што ја знам, се пишува, значи ЕВН им одобрува договор на рати, ги исплаќаат средствата, по дефиниција, копи-пест, пишуваат истовремено тужба, пазите ви, семејството си плаќа, а редовно си ги исплаќа, си дава тужба, предлог до судот да се покрене постапка и казна 1309 денари, запамтив, ќе ви го презентирам во идната емисија, значи од семејствата. Тоа значи дека адвокатската комора, канцеларија подготвува тужба 7000 денари. Извршително нотарката толку 14 и 1300 денари ова 5-16 плюс камата. Пазите, 2 години, 3 години од ова дистанца, ви се молам, семејството нема што да јадат. И тие како бубрегулои се живеат извршителите, нотарите, што напиша, ви се молам, адвокатот тужба 7000 денари. Зато ве молам, и власт, институции, малце водете сметка на овие ситуации. Зборот ми е јасен, знам дека треба да се сервисираат сите борчеви. Секој треба да се ги плати и водата, и струјата, и сите инфраструктурни потреби. Да се разбереме, никој не може да ви ги плати ако сте ги користеле. Но најдите начин. Особено тие со тешка социјална ситуација. Да бидам искрен, тие што немаат ставени се меѓу чеканото и наковалната, тие дебело нафатираните ден денеска не плаќаат. Верувајте ми, не плаќаат. Затоа уште еднашка ги молам извршителите да не бидат како джеладите од Султан Сулеман. Да ти дозволите им на народот да дишат и да функционираат. Значи нема потреба, преиспитувајте ги убаво предметите. Немојте наслепо. И што треба тоа семејство? Да поднесе сега тужба, да го тужи судот, зашто покрена иницијатива, се молам. А за тоа време ќе ги блокираат луѓето по сите основи, сите трансакции. Морав тоа да го кажам како предмет до Гласот на народот што стигна и затоа знам дека ќе се тоа модифицира и треба да се реши. Со оглед дека се за волјата на вистината, буџетот наречен торба наречен буџет мора да се наполни за да се плаќаат пензиите, да се плаќаат придонисите, да се добиваат платите редовно. 200.000 пензионери имаме. Не може некој да ги манипулира, ако од вчера ги крадел, им ги зимал тие 8%. Да се разбереме, пензионерите се тие кои заслужуваат и уживаат. И треба да уживаат. Инвестираа во иднината своја и за Македонија. Нивните пензии денеска ги хранат семејствата. И тоа да го не забораваме. Да не забораваме дека се отварат работни места, ви се молам, не знам дали госпоѓа Славенка добро е разбрав. Значи се отвара до 29 години. Едино само ленштугите што седат у кафичи и уживаат, сакат лежи лебу да те јадам, дигни се кебе да легнам и така, таквите никаде нема да најдат работа. И не знам, немаме 400.000 кои замина од Македонија. Таква дефетистичка информација испратила особа која дава кири од 5000 евра, носи кондори од 1000 евра и така натаму. Како ја ќе речам сега? Нека биде шпекулација, народот така збори. Какви 400.000 ви се молам? Кој праќа такви информации во светот, односно меѓу народот? Не може угледен економист да дава оценки супер за Македонија. Не можат и другите странски пулови да дадат оценка. Ако има странски инвеститори, доаѓаат, инвестираат, вработуваат. Да не заборавите, почитувани, веруете. Знам што значи без работа. Значи знам што значи да си стобил семејството и 10 години да си без работа. Кој мене ќе ми ги врати сите изгубени години?
Тоа ќе биде мојата порака вечерашната емисија. Простете ми уште еднаш што еве не успевме, не извиси преведувачот. Простете ми за квалитетот на интернетот од Америка. Се надам дека од Америка и не се надам сигурен од Америка беше лош интернет, но ќе имате можност ексклузивно повторно да го следите ова во една со титул ќе го преведеме што можеме, како ќе можеме и секако ќе ги проследите преку информативните агенции изјавите на Умберто Паскали уште еднашка. И секој ќе ги подсетам политичарите и од ВМРО ДПМН, и од СДСМ, и од ГРОМ, и од Алијансите и така. Да подсетам госпоѓата Габриела Арсова Милошевска подпиша коалиција со Живко Јанкуловски, тоа е за поздрав таа политичка партија. Значи, дојдете, учествувате, зборете со народот. Ако не зборете, верувајте ми ќе изгубите. Кои да сте? Дојдете тука, говорете со народот. Така ќе ги добиете мандатите. Ако му дадете да речем збор дека ќе ги исполните, верувајте ми народот ќе го добиете. Особено ќе ги добиете неутралните гласачи. Значи ве очекувам од наредната емисија. Во преговори сум со куќата, знаете дека сум надворешен соработник. Се надам дека ќе имам таа дневна доза. Еве, насловот на таа дневна доза ќе биде барам минута плюс. Значи ќе имаме така дневна доза, разговарав со директорот на телевизијата, значи ќе имаме околу 45 минути максимум толку, во кои вие дневно ќе имате можност да кажете се што имате, што ќе говорите и се надам од тие 45 минути ќе ми дојдат политичари, кандидати и да говорат со вас. Бидете ми живи и здрави, благодарам на вниманието, гледајте репризата утре, гледајте ја сабота и недела, а се гледаме понеделник во истото време со интересни содржини и гости. Пријатна вечер.